Вчера обелоденивме уште еден крупен скандал со вистински пример за конфликт на интереси во градот Скопје во режија на ВМРО-ДПМНЕ. Портпаролот на владеачката партија не демантираше дека е основач на Сдруженијето училишен спорт на средни училишта во Скопје. Ниту пак објасни како тоа од вкупно 45 членови на Советот на град Скопје, токму тој се најде да биде основач на ова Сдружение на граѓани. Јавноста не слушна зошто во програмата за спорт не е наведено дека токму оваа невладина организација ќе зема средства од градскиот буџет. Со други зборови, Бичиклиски јалово се правдаше и освен што се дозаплетка, дополнително го посочи како одговорен директно градоначалникот на град Скопје господин Коце Трајановски. Фактите се следни. Секоја буџетска програма задолжително прво оди на седница на комисија, а потоа се гласа во Советот на град Скопје. Значи, Бичиклиски за програмата за спорт еднаш гласал како председател на комисијата за спорт, а втор пат гласал како член на градскиот совет. На таков начин, Бичиклиски за својата невладина организација си предвидел во 2010 и 2011 година 3,5 милиони денари. Овој износ од 3,5 милиони денари го доделила комисијата составена од градската администрација, директно определена од градоначалникот на Скопје господин Коце Трајановски. Значи, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски му доделува пари на советникот Александар Бичиклиски. Членот на извршниот одбор, извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Коце Трајановски му доделува народни пари на портпаролот Александар Бичиклиски. Го прашуваме Коце Трајановски. Дали и за 2012 година предвидел да го почести својот партиски колега со нови 2 милиона и 300 илјади денари? И дали господинот Коце Трајановски е свесен дека ваквата злоупотреба на функцијата подлежи под морална, материјална и кривична одговорност? Благодарам.